Оваа иницијатива е на Матичната библиотека од Кавадарци, која што е на доста иновативен начин се обидува да ги активира граѓаните на општината и пошироко да дојдат и да разговараат на оваа значајна тема на овој уште позначен ден. Значи денеска е меѓународниот ден на руралната жена, кој што на пригоден начин се одбележува и во Кавадарци. Ние како Центар за истражување и креирање политики сакавме да ја поддржиме иницијативата со тоа што дојдовме вечерва тука да разговараме со жителите на Кавадарци за нашата анализа на јавни политики кои што овозможуваат развој на руралните средини, овозможуваат особено за јакнување на капацитетите и поголема социјална вклученост на жените од руралните средини. Значи, анализата која што вечерва ќе ја презентираме и ќе ја разговараме со присутните на настанот беше изготвена минатата година. Е резултат на првото обширно, сеопфатно, систематско истражување на состојбите на жените во руралните средини. Опфаќа анкета на рурално население на репрезентативен примерок во сите рурални средини во Македонија. Таа е демографски стратифицирана, значи по род, по етнички состав, по возраст и така натаму, значи сите аспекти се запазени, но во исто време, освен статистичките податоци кои што ги обработува, анализата перспективите на жените од руралните средини, во исто време ги дава и перспективите, значи перцепциите, мислењата, чувствата на жените и мажите од руралните средини во однос на неколку значајни прашања. Например, доставувањето на јавните услуги во руралните средини, потоа можностите за економска активност на жените и мажите во руралните средини, можностите за водење бизнис, за вклученост нивна во политичките збиднувања, во општествените збиднувања, моќта на жената во одлучувањето во семејството, моќта на жената во одлучувањето во општеството, во политиката. Истовремено прави анализа на јавните политики во неколку области. Се осврнавме на јавните политики за рурален развој, кои што се анализирани од родов аспект, значи од аспект како тие стимулираат развој на жените. Потоа јавните политики во областа на образованието, јавните политики во областа на здравството, но истовремено направивме и анализа на јавната политика за социјална инклузија, јавната политика за намалување на сиромаштија во земјата. И сите тие анализи се правени, повторно ќе напоменам, од родов аспект, со што студијата во суштина е уникатна во Македонија, бидејќи многу ретко се опфаќа овој анализа на политиките од аспект на жените, како тие влијаат на жените. Бидејќи обично политиките во земјата се родово неутрални, но тоа не значи и дека се родово еднакви, родово сензитивни. Во суштина, за да можем во една патриархално општество, за да можеме да го овозможиме развојот на полот кој што не е толку, кој што е потиснат, тогаш е потребно да усвојуваме трансформативни политики, значи политики кои што позитивно дискриминираат оној кој што не е толку застапен. Да речеме, истражувањето покажува, например, дека жените од руралните средини се понеобразовани од мажите во руралните средини и од жените од урбаните средини. Само 23% од жените од руралните средини имаат образование, имаат завршено некакво образование.
Уште потрагичен податок е фактот што 78% од руралните жени воопшто не се економски активни, тие не бараат работа. Тоа е еден поразителен податок за Македонија заради тоа што тоа е економскиот индикатор по кој што се цени потенцијалот за развој на земјата од страна на Европската унија и главните напори кога се критикува земјата од страна на меѓународните институции како што е ММФ, како што е Светска банка, како што е Европската унија, се насочени кон тоа да се зголеми нивото на активност, на економска активност, не толку да се зголеми, да се намали степенот на невработеност. Значи, стапката на невработеност не е реалниот економски индикатор кој што покажува колку земјата има потенцијал да се развие, туку стапката на активност на населението. И тука ние имаме една доста екстремна ситуација, парадокс, каде што освен што имаме и најголема стапка на невработеност, имаме и најголема стапка на економски неактивно население во Европа. Доколку случајот во останатите европски земји е, да речеме, 80% од населението да бара работа, да биде економски активно, кај нас тоа не е случај. Кај нас имаме во руралните средини дури 73% од населението, особено од женски род, да не бара работа, никаква работа. И тука треба да бидат и главните препораки за политиките, како да се активираат всушност жените, да тие активно почнат да бараат работа и политиките не се само насочени кон тоа да нели ги изградат нивните вештини и знаење за да можат да се понудат на пазарот на труд, туку исто така и да ги сузбијат стереотипите и конзервативните вредности кои што владат, кои што укажуваат на тоа дека местото на жената не е да биде нели рамноправна во општественото збиднување, во економските случувања, развојот, туку во домот, каде што треба да се грижи за семејството и особено за децата. И тоа се и резултатите од истражувањето. Во суштина, најголемиот процент од времето кое што го поминува руралната жена е во грижа за семејството и за децата. Благодарам.